Добре дојавте, почитувани. Говорот на омраза во Македонија се почесто се пренесува и засилува преку социјалните мрежи, каде што политичките, етничките и родовите наративи се испреплетуваат и со дезинформации. Во услови на дигитална доминација и недоволна регулација, прашањето е како се создаваат овие пораки, кој ги поттикнува и какви последици оставаат врз јавниот дискурс. Денеска разговараме со медија мониторинг специјалист и експерт за стратегиски комуникации за состојбата, образците и можните одговори на овој феномен во Македонија. Добре дојде за две дами, Марина Тунева од Институтот за комуникацијски студии како вонреден професор и Деспина Ковачевска од Метаморфозис. Благодарам. Како на почетокот би оцениле состојбата со говорот на омраза во Македонија во последниот период, секоја од својот домен на областа која ја покрива? Па би рекла дека е присутен. Бројни истражувања, мониторинзи укажуваат на постоењето на такви одговор. И сега прашањето е каде го среќаваме. Добро рековте на почетокот, социјалните мрежи се една плодна почва, би рекла, или платформа која што можна често се искористува или да не речам злоупотребува за да се шират таков тип на штетни наративи, говор на омраза, дискриминаторни практики се забележуваат и така натаму. Така што без разлика на начините на кои што се адресирала или се адресира оваа појава, за жал би рекла дека се уште е присутна. Добро, еве Тунева вели присутен. Во која мера и по кои наративи најчесто се забележува говорот на омраза во Македонија? Ке сам да не се повториме со Марина, само ке се надополнам истражувањето кое ние го правевме, односно мониторингот, има лимитираност, односно свој лимит, а тоа е дека ние не може да го нотираме секој говор на омраза што ќе го најдеме. Мониторингот беше направен на албански и на македонски, што значи дека секако има многу работи кои се пропуштени, ние не сме ги нашла. И нотиравме кога ќе се случеше некој настан што предизвикува говор на омраза, што наоѓавме, така покрупни настани, например, над превари, политички говори, препукување од политички партии, тогаш по-јасно се гледа. Инаку, говорот на омраза најмногу го наоѓавме во коментари од лица кои што си се нормални корисници на Facebook, не секогаш ботови, туку најобични луѓе. И тоа што е разликата, да речеме од порано, е дека сега говорот на омраза не толку го има во текстовите на самите медиуми, туку во начинот на кој се напишани насловите и подоцна луѓето коментираат. Дали ова што го кажувате значи дека работата напредува, како општество генерално го победуваме говорот на омраза, стагнираме или се уназадуваме и како имате ли можеби некоја искуствена анализа како стоиме регионално? Велите присутен е говорот на омраза бидејќи социјалните мрежи се плодна почва. Еве Деспина вели кога има сензитивен настан во општеството без разлика од која сфера доаѓа, тоа ги засилува коментарите. Со говор на омраза каква би била генералната оценка повторно? Па, на позитивната страна на нештата би рекла дека се почесто се препознава. Да речеме, начинот на перципирање на овој проблем е подобрен и луѓето, благодарение на фактот што се почесто постојат обиди или заложби да се изнесе таквата проблематична појава на виделина, практично и препознаваат за што станува збор. Споменавме дека се случува можна често на социјалните мрежи, особено во делот на коментари од корисници и доколку внимателно ги анализираме тие коментари, ќе забележиме и одредени реакции. Можеби не со таква фреквенција како што се случаите на говор на омраза, или поттикнувањето на говор на омраза, меѓутоа сепак луѓето забележуваат или се обидуваат да ги изолираат таквите поединци. Овој проблем не е проблем кој што може да се надмине преку ноќ и генерално, регионално се соочуваат со слични појави, разни мрежи, коалиции за анализа и разгледување на овој феномен и негово адресирање укажуваат на постоењето на овој проблем и како што рековте, нешто што многу често се појавува во сензитивни периоди во општеството, како што се избори, како што се, да речеме, парада на гордоста, некои позначајни настани пред да се одржат изборите за време на изборна кампања и така натаму, што го потикнува таквиот говор, а и како што рече колешката, значи тоа е нешто што можеби несвесно понекогаш, а
во одредени случаи свесно, се поттикнува со начинот на кој што информираат медиумите. Можне често ќе сретнеме сензационалистички наслови, погрешни наслови, содржината недоволно обработена, сега нема веќе контекст. навлегуваме во делот на испреплетеноста на дезинформациите со говорот на омраза. Така, да. Меѓутоа уште малку во овој општ дел, бидејќи проектот е финансиран од Европската унија, веројатно не е ова само наш ексклузивитет. Велите и регионално, можеби земјите од Западен Балкан се соочуваат како стојат земјите од членки на Европската унија. Има ли и таму говор на омраза? Инаку истражувањето е направено и во сите други држави од Балканот, односно ние сме мрежа за репортирање на различна се вика вака во превод. Инаку да, има. Разликата е тоа што таму се санкционира. Значи ние сме имала САВМУ, дојда еднашка од министерството, мислам дека Германија, и кај нив не можете така да пишувате. Мислам ќе пишувате, ама ќе ве санкционираат. И тоа што би требало сега да се направи, во Европска унија има нешто што се вика Digital Service Act, што би требало кај нас да се имплементира, бидејќи ако сакаме да станеме членка, каде што ќе можеме ние да пријавиме до некој што е национален координатор кој ќе пријави до платформите. Бидејќи тука е проблемот кај нас во Македонија и на Балканот, за да вие видите кој вистински го пишал, бидејќи можеме да направам лажен профил со ваше, со било чие име и да коментирам, треба да знаете IP адреса, да видите каде се наоѓа, за да може некако да реагирате. И тоа што нас тука ни е проблем, освен нели обвинителството, е да докажеме дека личноста позади тој профил. Зошто нам ни е проблема на германците, не? Бидејќи тие имаат комуникација со платформите. Вас ви треба Facebook, ви треба TikTok, ви треба кој да за да ви каже. Зошто ние немаме комуникација со платформите? Делот тоа бидејќи сме многу мал пазар и немаме исто така и законодавство кое што може некако нив да ги афектира. Во смисла ако Facebook ја изгуби Германија како пазар, тоа е многу, но Македонија имате пример со Албанија и TikTok. Во Албанија веќе нема TikTok и TikTok воопшто не реагираше. Добро. Кога станува збор за говорот на омраза во Македонија, какви наративи најчесто доминираат? Јас генерално ќе кажам, а вие од резултатите на истражувањето, значи можне често говор на омраза по етничка основа, родова основа, врз основа на сексуална ориентација. Јас би рекла дека тоа се наративите кои што најчесто се пријавуваат како проблематични, следејќи ги истражувањата и на различни организации и учествувајќи во одредени анализи, како автор на тие анализи, значи се забележува најчесто по тие основи, а и вашето истражување не потврдува. Да, го потврдува, не са. Да, и ова е тренд и на Балканот генерално. Посебно поради сензитивната ситуација, целокупна што е на нашиот регион. Така, извештајот што ми го пративте укажува на тоа дека етничката припадност е најчеста цел на говор на омраза. Дали тоа покажува не само кај нас во Македонија, туку и велите и регионално податоци на нерешени општествени конфликти меѓу најбројните заедници кои живеат на Балканот или пак свесно политичко одржување на поделбите, можеби. Што ви е вам поблиску како теза? Па вака, знаете, говорот на омраза многу повеќе се засилува и се закотвува, би рекла, меѓу граѓаните кога тој е потикнат од јавни личности, од оние што претендираат да имаат јавни функции, од политичарите, од представници на политичките партии. Тогаш некако многу повеќе доаѓа до израз. И секако знаеме дека можне често, веќе земам како пример изборните кампањи, периодите пред да се одржат изборите, тогаш можне често ќе се сретнат таков тип на изјави од страна на представници на политички партии, кои што понатаму практично потикнуваат поделби, поларизација меѓу самите граѓани. И ќе забележиме што се случува, повторно ќе кажам, на социјалните мрежи. Ова не случајно го споменуваме, бидејќи таму е најмногу присутен, особено во делот на коментарите. Таму најчесто ќе се види и кога тие се повикуваат на наративите и кога тие наративи се пренесуваат без да се разгледаат критички, без да се укаже на народот дека станува збор за погрешен наратив, говор на омраза, зашто и да станува збор, кога несвесно или свесно се презема, тогаш се засилуваат поделбите и перцепциите дека имаме некаков проблем кој што не е решен. Добро, а ако говорот на омраза доминира на социјалните мрежи, каква е улогата на медиумите, пред се на традиционалните медиуми? Дали тие се пренесувачи на говор на омраза и колку често, или пак
активно го засилуваат или го поттикнуваат на некој начин, го хранат преку сензационалистички наслови или преку сензационалистички текстови или преку недоволно проверени информации што ги објавуваат. Јас би одала чекор понатаму во однос на улогата на медиумите, и тоа не е нешто ново, туку прилично често се коментира. Не е само медиумите да не пренесат таков говор, туку медиумите треба да имаат многу поактивна улога во неговото разобличување, да работат со луѓето, да едуцираат, да помогнат со критички осврт врз одредени прашања. Сега во денешно време знаеме какво е влијанието и последиците што произлегуваат од примената на вештачката интелигенција. Овие појави добиваат свое засилување и практично кога медиумите ќе го отворат својот простор да се дискутираат овие проблеми и прашања, тогаш лично сметам дека нивната улога веќе станува активна. И ова не е проблем кој што може да го решат само медиумите, тоа е факт, и меѓународните препораки и препораките на Советот на Европа, Европската комисија се дека потребна е мрежа на соработници кои што ќе влијат врз намалувањето на овој феномен, ако не негово преоптимистично би било да се каже искоренување. Или како тоа Германија и другите земји кои се сериозни и сериозно пристапуваат на овој проблем, го решаваат проблемот од што го нотиравте уште во вашиот прв одговор, а тоа е дека говорот на омраза го нема во известувањата на медиумите и на без разлика дали се онлайн или традиционални, туку во коментарите потоа. Тука ќе ги спомнам... Каква е улогата тогаш на медиумот што ја пренесува информацијата, а под него се коментира со присуство на говор на омраза? Препораките на Советот за етика во медиуми кај нас е дека треба медиумите кои што имаат профил на било која социјална мрежа да си ги модерираат коментарите, односно да ги бришат ваквите коментари кои ќе се појават. А од друга страна медиумите велат ние сме редакција од еден човек или двајца и немаме доволно луѓе кои можеме да го прават. И тука мене ми се случи да се соочиме ние со говор на омраза на нашиот медиум, и тоа беше подкаст за климатски промени, значи буквално не беше нешто што да има ваков говор на омраза. Јас тука мислам сатив колку многу работа, треба цел ден да седи некој колегата кој работи социјални медиуми да ги брише, ние ги затворивме коментарите. Така што И се прашавте ако може текст за климатски промени да поттикне говор на омраза, што станува за по-сензитивните теми. Тука беше работава кој сега ова ќе го прави, дали затоа што кога ги затворивме коментарите, тоа автоматски ја намалува видливоста на Facebook. Ја ограничува слободата на некој начин. Слободата, да, мислам слободата не, затоа што тоа е нелегално да се разбереме да пишувате говор на омраза. Добро, но знаете, јас би се надоврзала околу адресирањето на проблемите што се случуваат во делот за коментари на социјалните мрежи. Добро рече Деспина, значи Советот за етика го препорачува тоа, не случајно се донесени насоките за етичко известување во онлайн медиумите, каде што прецизно се упатува на потребата и обврската на медиумите да го адресираат овој проблем. Дали тоа значи да ја затворат секцијата за коментари, не сум 100% сигурна дека тоа би било решението, меѓутоа постојат модели, постојат механизми кои што се применуваат во други поразвиени држави, да речам, каде што со помош на клучни зборови, во ред или треба и поголем тим и навремени реакции да се препознаваат проблемите и да се адресираат како такви. Доколку некој на мојот личен профил напише нешто, секако дека нема да дозволам тој говор на омраза да продолжи да постои таму и да обстојува. Значи, некако секој треба да погледне кон своите одговорности. Дали сме јавни личности, дали е медиум во прашање, граѓанска организација. Ние општо зборуваме денеска нели за постоењето и проблемот со говор на омраза, мислам дека треба да како таков проблем да се адресира. Доволно е како граѓани да забележиме што се случува во делот на коментари на социјалните мрежи и оттаму да црпиме теми што треба да се адресира во општеството, бидејќи таму доаѓаат тие појави. Многу повеќе од колку што ќе ги видиме во содржините кои што се објавуваат. Во делот на медиумите, каде е границата помеѓу слободата на изразување и одговорноста на уредувачкиот тим, на уредникот? Особено во онлайн медиуми. Слободата на изразување не треба да се гледа како пречка, меѓутоа истовремено не треба да биде основа за да шириме штетен говор. Значи, тука треба да сме многу внимателни, да дозволиме слобода на изразување, меѓутоа кога границите ќе бидат поминати, тогаш секако дека треба да се реагира. Да реагираат институциите, да реагираат медиумите. Прашавте за редакциските политики, секако дека редакциските политики подразбираат поставување на јасни критериуми како тоа ќе се адресира. Референтна рамка се и
етичкиот кодекс, бројни насоки кои што се донесени, бројни заклучоци на различни средби кои што се случувале во однос на оваа тема и мислам дека е редно самите редакции, доколку тоа не го направиле, да го адресираат како проблем со некои своји внатрешни правила на игра, правила на действување, кодекс на однесување, декларации, што и да се отвори како тема, да се разобличи. Да не одиме чекор понатаму во случаите со скандинавските држави, каде што доколку се случи дезинформација или говор на омраза, практично се подразбира дека медиумот тоа не само што ќе го разобличи како појава, туку ќе се обиде на граѓаните да им помогне да им ја покаже вистината. Еве во една анализа која што беше неодамна спроведена со учество на над 15 совети за етика од Алијансата за независни совети за етика во медиумите во Европа, се укажуваше на тие пракси во контекст на користењето на вештачката интелигенција. Се случува како резултат па и последица на користењето на вештачката интелигенција да се пласираат таков тип на наративи, да се најдат, да се лоцираат. И медиумите сега тоа го преземаат како проблем, го представуваат пред граѓаните, објавуваат. И ако им се случи грешка, да речеме дезинформација, самите си ја коригираат веднаш таа грешка и упатуваат на вистината. Меѓутоа, тоа подразбира постоење или силен механизам на двонасочна комуникација со публиката, механизам на поплаки да се регистрира веднаш и веднаш да се реагира. Значи, тука ја гледам уште еднаш активната улога на медиумите, а со тоа и редакцијските политики. Добро, и бидејќи рековте дека најголем број на коментари на говор на омраза е во коментарите на луѓето кои си имаат приватни профили на Facebook и на другите социјални мрежи, и дека не станува збор за, или без оглед на дали станува збор за јавни личности, во таа смисла каква е улогата и на политичарите, и на верските лидери, и на јавните функционери, и на без разлика од кој профил и од која струка доаѓа човекот, ако е јавна личност, па и приватно, во тоа ширење на негативните штетни коментари, говорот на омраза. Многу често преку политичкиот говор знаат да се потикне говор на омраза. Улогата на овие јавни личности, не само политичари, би била да не стават такви штетни наративи во медиумскиот простор, во нивните говори, во начинот на комуникација, каде што луѓето потоа би можела да се најдат повикани за да коментираат. Значи многу често знаат меѓу политичарите да има тој еден политички, да речам, дуел, каде што едниот ќе каже ама вие сакате ова, вие сакате она, и ќе стават, ние ги нарекуваме штетни наративи, бидејќи тоа не се дезинформации, во смисла не се дезинформации, бидејќи не може да се проверат. Например, не знам, голема Албанија или голема Србија, или за 3 години ќе има војна ако вака продолжи на Балканот, и луѓето почнуваат да коментираат. Ние не можеме да провериме за 3 години што ќе се случи, но овие штетни наративи кои тие си ги користат за да си добијат гласови или за да се привлечат ваква публика, луѓето се чувствуваат, мислам, тригерирани да коментираат на тоа. Колку дезинформациите се влезната точка, влезната врата, и колку тие се механизмот што го поттикнува говорот на омраза во Македонија, ве прашувам бидејќи прочитав една ваша изјава дека каде велите дезинформациите се како лебарки, кога ќе запалиш светло се разбегуваат, но тоа не значи дека исчезнале. Тие се враќаат секогаш кога просторот е оставен без ред, без хигиена и без внимание. Истото важи и за дигиталниот простор, ако не го средиме систематски, само ќе гасиме пожар по пожар. Токму така, значи велите влезна врата, да, така би се согласила со самото прашање. Го имаме и одговорот, бидејќи ако се дозволи дезинформацијата да обстојува, знаеме која е дефиницијата на дезинформација, свесно креирана информација за да предизвика штета. Тоа е наједноставното толкување на дезинформациите, доколку се користат често, доколку ги забележуваме често, а не се адресирани, не се прават обиди да се искоренат таквите појави, да се исчисти просторот, како што нели во изјавата од штетните лебарки, така, тогаш тие ќе продолжуваат да обстојуваат и да предизвикуваат редица штетни појави, меѓу кои присуството на говор на омраза. Што е најнеопходно како системска мерка за средување, за исчистување на просторот? Па вака повеќе мерки, и претходно укажав дека тука е потребна меѓусекторска соработка. Не случајно пред некоја година се формираше и мрежата за борба против говор на омраза во медиумите и на интернет, каде што има повеќе целни групи офатени, значи представници на граѓанскиот
сектор, на институциите, на професионалната медиумска заедница, за да дискутираат заеднички за овие појави и заеднички да си ја препознаат улогата во однос на тоа. Ако станува збор за институциите, јасно е препораките и домашни и меѓународни и европската регулатива во сфера на медиумите е дека тие треба да бидат транспарентни, отчетни и во своји редови да го спречуваат појавувањето на дезинформации или пак создавањето основа да се креираат дезинформации. Што мислам под ова? Доколку, да речеме, например, институциите се нетранспарентни, не даваат навремено информации до новинарите и до јавноста за одредени појави, знаеме дека ќе се случуваат дезинформации. Дали се потребни законски измени до прецизирање? Интервенции или често дискутираме во однос на регулативата, медиумската регулатива и практично усогласувањето со европската регулатива е најдоброто решение. Деспина го спомена Digital Services Act, European Media Freedom Act, значи тоа е таа регулаторна рамка за слобода на медиумите и за дигитални услови, актот за вештачка интелигенција, доколку си најде сето тоа израз во нашата регулатива, се најдат точките каде тоа треба да биде и како најефективно вградено, тогаш ќе имаме неопходна и промена на законската регулатива, да речеме, да се разгледа каде, во кои точки и како да биде усогласено во нашата регулатива. Кога во однос на, бидејќи поставивте прашање како кој се има улога. Образовните институции, неформалното образование секако може да помогнат, медиумската писменост во бројни наборати сме ја дискутирале. Академската заедница, следењето. Добро, кога станува збор за законската регулатива што се однесува до говорот на омраза, вие во извештајот во мониторингот посочувате дека говорот на омраза во Македонија е регулиран со кривичниот закон со член 319 и 394. Меѓутоа забележувате дека не се односно таква е вашата забелешка дека не се применува доследно и дека досега во Македонија е изречена само една пресуда кога станува збор за говор на омраза. Да. Врз основа на сексуална ориентација. Значи, ние имаме дело, нашиот закон признава дело од говор на омраза. Ама кога ќе се случи веќе делото, мисламе доцна. Така што веќе тука имате и дело. Ама самиот говор на омраза не е санкциониран. За разлика, например, се препознава дека е како го толкувате ова што иако законот го предвидува тоа, само една пресуда е изречена досега. Знаете, и околу ова треба се работи, веќе постоеле обиди за градење на капацитетите на институциите за препознавање, меѓутоа и пријавување на таквите случаи. Значи тоа е двонасочен процес. Доколку до институциите не се пријави проблем, како тие да реагираат. Добро, меѓутоа свесни сме и како јавност и како поединци дека имало случаи на говори на омраза во кои учествувале дури и политичари, јавни личности, па не биле санкционирани. Каква порака испраќа тоа? Погрешна. Дека може што погрешна, дека секој може тоа да го прави. Кога политичарите и јавните личности си го дозволуваат тоа, тогаш каква е пораката до граѓаните? Дека слободно може да си се служат со таквиот говор и за жал од тие причини можеби меѓу другото можно често го среќаваме во јавната комуникација, подразбирајќи ги тука социјалните мрежи, меѓутоа и други платформи. И веќе се повикам и на резултатите од следењето на случаите на непрофесионално известување од Советот за етика во медиумите. И таму се пријавуваат случаи на говор на омраза, имплицирање на говор на омраза, дискриминаторен говор. Треба се користат и тие механизми на пријавување. Можеби вака, доколку не се следат внимателно состојбите во доменот на саморегулацијата, се смета дека тука нема силен и ефективен лек, но јас би рекла дека сепак има, бидејќи доколку се пријавуваат случаите, доколку тие се разобличуваат и се представуваат на јавноста, луѓето ќе знаат и ќе бидат поттикнувани дека треба да ги пријавуваат таквите случаи. Се сеќавам дека своевремено кога се формираше Советот за етика во медиумите, граѓанскиот сектор кој што будно ги следи овие појави околу говор на омраза, дискриминаторен говор, го користеше како механизам во отсуство на сатисфакција од начинот на кој што постапувале институциите. И дури до степен да се
благодарни што постои таков тип на механизам за да пријавуваат. Потоа се случи една пракса адвокатите да ги користат Да, овие случаи од судот на случаи, донесените одлуки во процеси кои што се инициирани. Да, и до еден момент стигна на препакување медиуми, ама на крајот денот нас државата ни треба. Мислам, не треба нашиот судски систем за да реагира. Ние, мислам, јас малце по, да речам, не сум толку оптимистка како Марина, затоа што ние имаме пријави за насилство, каде што ни се случува толку многу голем број на фемициди, на семејно насилство, а камали па говор на омраз. Ма да тоа трга од некаде. Ако вие може да кажете што сакате и да ширите омраза и не е санкционирано, може да не знам, да се заканувате, не е санкционирано, па ќе одиме и да убиства. Да, и на крај кога тоа вистински ќе се случи, се чудиме, ама не знам, последниот случај со Росица беше пријавуван колку пати. А камали за говор на омраза да зборуваме? Мислам, малце и известувањето генерално. Имав можност пред одредено време да присуствувам на средба со жени кандидатки за јавни функции кои што сака нели да учествуваат на изборите, и она што е најчеста забелешка дека отсуствуваат стори, отсуствува информирање во медиумите кои што ќе го значи афирмација на концептот на родова еднаквост. А да не зборуваме за родово заснованото насилство, кое што е исто страшна појава и за кое што практично медиумите, а и секој имаат и институциите особено обврска да го адресираат навремено, за да не се случуваат фемициди и проблематични. Така, еден дел од извештајот вели Facebook останува да биде главен генератор на говор на омраза на интернет преку директни објави, така и преку ширење и засилување на содржините од традиционалните медиуми. Facebook 60,9%, Instagram само 3,4%, онлайн портали 28,7%, телевизиските канали 4,6%, YouTube 2,3%. Зошто Facebook е главното поле? Дали анонимноста на профилите внатре, дали што е тоа што ги прави толку силни, храбри и дрски тие кои шират говор на омраза таму? Повеќе причини се. Мислам фактот дека Facebook можна често се користи како извор на информирање. Дури колеги и колешки новинарки потврдувале дека можна често инспирација за стори, за известување наоѓаат токму на социјалните мрежи. Тоа е една од платформите кои што најчесто се користи. И сега и во однос на пријавувањето на случаите на говор на омраза на Facebook има механизми, меѓутоа еве лично сум се обидела пред одредено време да пријавам одреден случај, тоа не функционира така најдобро, бидејќи категоризацијата не е толку детална, а и можеби од овој регион малку потешко оди пријавувањето тука да спина. Тука ќе се надоврзам дека многу е битно да разбереме кога зборуваме за медиуми, што се рекламираат или што постираат своји вести на Facebook, конкретно Facebook, бидејќи Facebook најмногу се користи како мрежа во Македонија, социјална мрежа, се уште е најкористена. Веројатно и за тоа доминира таму? Да, и најчесто бидејќи, сега да кажем, од повозрастната категорија, бидејќи најмногу коментари кои што наоѓаме се баш вести, политички вести, значи кога имате, не знам, за шминка или за како треба да изгледате супер на Инстаграм, да, и тука нема многу коментари на говор на омраза. Мислам има, не дека нема, ама нема во таква мера бидејќи политичка содржина или дневно политички теми таму и немаме. Зошто е битна платформата? Зашто платформите како такви имаат регулација, односно имаат правилник за нелегална содржина која што не треба да има на платформата. А тука е говорат на омраза. И би требало да се репортираат овие коментари и платформата да ги тргне, и тука е таа борба кај што медиумите викаат тоа не е наша платформа. Значи наша само, не знам, Facebook страницата ние што објавуваме треба да си регулира Facebook. И тука е тој момент. Мислам дека борбата ќе биде не само со медиумите, туку и со големите платформи, бидејќи многу е тешко да платформата да изреагира, да тргне коментар, се случувало и ние кај нас како фактчекер, бидејќи ние работиме како да имаме говор на омраза и да многу тешко да се тргне. Мислам, треба да имате многу пријави за да некој не тргне. А и да се препознае, не сите случаи, да спина и тоа го спомена на почетокот, не сите случаи може да се фатат, да речеме да се уловат како појави, да може тоа да се разобличи, пријави, да се констатира, да се казни како говор на омраза, бидејќи каде и да се случи говорот на омраза, тоа е и кривично дело. И треба како такво да биде казнато. Добро, системски реакции, медиумска писменост, саморегулација, во кој дел треба најмногу да се даде фокус
и да се работи во наредниот период за да ги намалиме бројот на случаи на говор на омраза? Јас би рекла во сите овие сегменти кои што ги споменавте, граѓанскиот сектор има своја улога, образовните институции, академската заедница, саморегулацијата исто така, да се пријавуваат случаите. Секој може да поднесе представка, жалба до Советот за етика во медиумите. Тоа е можна лесен и едноставен процес доколку се забележи, дури и граѓаните не мора да знаат дека станува збор за говор на омраза во медиумите. Обврска е на стручните тела да проценат. Тие си имаат надлежности да проценат, си имаат референтна рамка, си има тестови како се препознава говорот на омраза и да се пријавува. Институциите, рековме и тие самите, значи транспарентноста и отчетноста се најважни, да се обележува говорот на омраза како таков, да се етикетира, да се препознава, да помогнат тука и медиумите. Во голема мера нивната улога е особено важна во овие процеси и секако во таа мрежа на сојузници кои што може да ги адресираат овие појави, технолошките компании и гигантите си имаат големите платформи, си имаат и факт чекерите исто така, бидејќи иако можна честно нивната работа е некако неблагодарна, сепак помагаат текстовите кои што се објавуваат, содржините помагаат да се препознаат тие штетни појави. Да, ние зборуваме за еден пристап, на сеопфатен пристап на целото општество, каде што зборуваме тука не само за академиците, луѓето, платформите, туку и бизнес компаниите и во смисла да се демонетизира луѓето што шират говор на омраза, дезинформација. Тие не го прават тоа, да, дел од нив го прават тоа пошто не знам, така се чувствуваат, повикани или имаат некоја емотивна потреба да реагираат на нешто што се случува, а другите тоа што го прават за некаква корист и најчесто финансиска корист. И тука не можеме да зборуваме само за, да, ние ќе зборуваме и за медиумска писменост и за сите овие работи, но вие не знам, ако имате бизнес компании кои се рекламираат кај медиуми кои шират дезинформација, вие практично стимулирате некој ова да го прави. А од друга страна, што повеќе имате вакви наративи, дезинформацијски наративи, имате повеќе коментари, бидејќи сега ние зборуваме за содржина која што баш емотивно содржина, која што ги прави луѓето да реагираат. Ева баш сега пред 2 дена пријави во Советот за етика, 2 медиуми, нема да ги спомнам, каде што имаше експлицитна дезинформација, имаше многу коментари и сите значи распространија, буквално многу медиуми објави. Значи вие добивате гледаност. На YouTube ако имате гледаност може да добиете пари. Истото тоа го имате и на Instagram. И сега тоа нема да го направите. Мислите и свесно се прави тоа за нормално, за тоа што сензационализмот како таков, ние сега може нема да имаме милиона гледачи, ама сега да се закараме и да почнеме јас и Марина тука се навредуваме, сите ќе го гледаат и ќе го шеруваат. Добро. И ја спомена улогата на бизнес секторот, уште еднаш сакам да ја акцентирам таа поента, бидејќи навистина е важно, како што рече и Теспина, да се некако да и самиот бизнис да препознае дека рекламите не треба да одат на тој простор каде што се шират дезинформации, дискриминаторен говор, па и еднострано информирање би рекла, бидејќи рекламирањето на таков простор не е добро за репутацијата на еден бизнис. Од тие причини се формираше и своевремено и регистарот за професионални онлайн медиуми, меѓу другото, најважно за да се направи таа дистинкција меѓу оние кои што работат професионално и тие кои што не спаѓаат во таа дефиниција, па да му се овозможи меѓу другото и на бизнисот, туку учествуваше и Стопанската комора. Добро, многу теми фативме. Основната тема беше говорот на омраза. Значи да. Како да се справиме со говорот на омраза? Деспина рече дека не е оптимистка како Тунева, дека со некои механизми можеме. Ако не функционираат работите. Добро, дали сметате дека за крај мора да завршуваме? Кусо само одговор. Говорот на омраза, битката против говорот на омраза е однапред изгубена? Или сепак, иако продолжи со ваков интензитет, каков јавен дискурс ќе имаме во наредните години? И јас до тој степен не сум песимист дека е изгубена битката, напротив, мислам дека некако сите овие наши заложби, и вие како медиум отварате важна тема, сите ние од своја позиција работиме нешто околу тоа. Доколку не веруваме во некакви промени, не би го правеле ова активно и континуирано. Јас ќе бидам кратка, кога реков песимист, зборам песимиста кога ставиме ова само на институциите да го прават, бидејќи знаеме како нашите институции функционираат, а друго што треба да работиме е на позитивни, да креираме што повеќе позитивни наративи во медиумите и позитивен наратив како општество. Што сакаме да ја направиме како едно општество? Дали сакаме да се мразиме на етничка основа, на родова и на секаква поделеност, или сакаме да правиме нешто друго? Бидејќи од улога на жртва, дека мене некој нешто ме прави, ние не сме активни, ние ништо не правиме и не создаваме. Тогаш мразиме. Така што ова е малце по-филозофско, ама треба да се запрашаме каде ќе отидеме ако единствено што стимулираме е омраза и поделба.
Јасмина Ковачевска, Марина Тунева, ви благодарам многу за учеството во денешното издание на Се кажеме. Благодариме на поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма, имајте убав ден, довидување утре во истиот термин.